Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерката за труд и социјална политика Јована Тринчевска. Министерке, бројот на приматели на социјална помош поради пандемијата е зголемен од над 27.000 на над 36.000 домаќинства. На што се должи зголемената бројка? Бројката во 2020 година, 12 месец, е 35.115. Први месец, 2022 година, бројката е 36.385, значи некаде за 1000 нови домаќинства се вклучени во системот на социјална заштита. Бројот на примателите на гарантирана минимална помош покажува дека значи, во тој период од почетокот на пандемијата до сега, 1000 граѓани дали останале без работа, дали ги изгубиле приходите кои што ги имале во тој момент, се нашле во ризик, но државата мисли на сите граѓани, значи приоритет ние како држава, како Министерство за труд и социјална политика, да секој граѓанин во одреден момент кој ќе се најде во некаков социјален ризик, да може државата да му даде одредени доместоци. Она што е важно да се каже дека реформите на вистина од 2019 година со измената на Законот за социјална заштита даваат резултат и одат кон потребите на граѓаните. Со новиот пакет мерки на владата, примателите на социјална помош ќе добијат воучери во износ од 1000 денари во рок од 3 месеци за основни продукти за исхрана. Дали овој износ според вас е доволен? Можеби износот не е доволен, но на секое домаќинство по 1000 денари месечно, значи во март, април и мај, сите приматели на гарантирана минимална помош ќе добијат надоместок плюс за 1000 денари. Во моментот, сите граѓани кои што се приматели на гарантирана минимална помош, со појавата на прогласувањето на пандемијата во нашата држава добиваат дополнително по 1000 денари и за плаќање на сметки за електрична енергија, односно за да можат потребите за енергенсите кои што ги користат да имаат дополнителен приход во нивниот буџет. Можеби, како што реков, не е доволно, но интенцијата, намерата на владата е во период на ковид криза, во период на економска криза да покрие што поголем број на граѓани. Во таа насока се и мерките кои што се носат и за примателите на гарантирана минимална помош, мерките за финансиска подршка кои што се носат и за пензионерите и сите оние останати мерки од пакетот на новите 26 мерки со кои што сакаме да допреме и до граѓаните и до компаниите, да им овозможиме на граѓаните полесно да се справат со економската криза, меѓутоа и на компаниите во однос на нивната ликвидност. А дали може да се очекува зголемување на износот на социјална помош со оглед на фактот дека сме во економска и енергетска криза, како што споменавте, и постојано се зголемуваат трошоците за живот? Со реформите од 2019 година, надоместокот за гарантирана минимална помош, предходно социјална помош, е зголемен некаде околу за 300%. Значи, тој надоместок е за разлика од пред 2019 е навистина многу поголем и семејство кое што 4-члено семејство во моментот со деца во школска возраст или во предучилишна возраст, тој надоместок некаде околу 11.812.000 денари плюс надоместокот од 1000 денари месечно за енергенсите, дополнително овие 1000 денари сега што ги даваме, значи 13-14.000 денари, едно семејство кое што е материјално необезбедено, е во социјален ризик, добива од државата за да може да ги обезбеди основните екзистенцијални потреби во текот на еден месец. Кога сме кај пензиите, се најави нова методологија за пресметка. Колку би се покачиле пензиите од септември кога и треба да се воведе мерката? Со новата методологија пензиите ќе се согласуваат 50% од порастот на трошоците на живот и 50% од порастот на просечната плата.
Останува 2 пати годишно да се усогласуваат пензиите во март и во септември секоја година, и измената на времето на усогласување е поради тоа што податоците за порастот на просечната плата од страна на Државниот завод за статистика се објавуваат во март и во некаде второто полугодие во август, за да можеме тие пресметки и проекции да ги направиме колку би било усогласувањето е предвидено, значи, во март и во август. Ако земеме просечна пензија, која што во моментот е 16.300, со новото усогласување во септември, пензионер кој што зима просечна пензија од 16.300 ќе има дополнително во својот буџет уште 900 денари. Дополнително на ова, значи, со исплатата на пензиите за месец март, април и мај, секој пензионер од вкупно 330.000 пензионери во државата ќе земаат дополнително по 1000 денари, за да можат да си ги купат основните прехранбени производи и за да можат да имаат повеќе буџет во своето семејство. Во периодот декември 2021 до декември 2022 година, пензионер кој што зима просечна пензија ќе има дополнително 1500 денари зголемена пензија, а буџетот во 2022 на секој пензионер кој што има просечна пензија ќе му биде зголемен за околу 12.000 денари. Значи, секој пензионер кој што е со просечна пензија во текот на 2022 година ќе зема дополнително 12.000 денари на својата сметка. Според последните податоци на ПИОМ за јануари, околу 27% од пензионерите земаат пензија до 11.500 денари, а 21% до 14.000 денари, што значи дека повторно голем дел од пензионерите ќе имаат ниски пензии. Не, некаде околу 50%, 50 и нешто проценти од пензионерите земаат пензија до 18.000 денари. Но 48% според ПИОМ земаат пензија до 14.000 денари под просекот. Да, и затоа е таа финансиска помош од 1000 денари секој месец, за да можеме да допреме подеднакво и до пензионерите кои што земаат минимална пензија и до пензионерите кои што земаат просечна пензија. Минималната плата се зголеми на 18.000 денари, која работниците ќе ја добијат со исплата на мартовските плати. Како ќе се осигурате дека работодавачите ќе ја почитуваат мерката со оглед на фактот дека во минатото имавме искуства кога на работници не им се исплаќаше, например, пари за К15? Законот мора да важи за сите. И законот за минимална плата, со кој што е утврдено дека минималната плата не смее да биде под 18.000 денари, основната плата, значи над ова 18.000 денари, секој работник треба да си го добие надоместокот за минат труд, основната плата е 18.000 денари. Ова е уште едно системско решавање кој што значи постојан раст на платите во државата, и овде главна улога ќе има Државниот инспекторат за труд. Ќе бидат зајакнати контролите со исплатата, значи, на мартовската плата од април, од 1 април па натаму до 15 април платите мора да бидат исплатени кај сите работодавачи. Државниот инспекторат за труд ќе има интензивни контроли за да утврдат дали сите работодавачи ја го почитуваат законот за минимална плата. Контролите ќе бидат особено во оние фирми кои што и во минатото според евиденцијата на Државниот инспекторат за труд се јавуваат како работодавачи кои што не ги почитуваат работничките права. Дали со покачувањето на минималната плата би се зголемиле и останатите плати на работниците? Усогласувањето на останатите плати се регулира согласно колективните договори, општиот колективен договор и гранските и поединичните колективни договори на ниво на работодавач. Значи, усогласувањето на останатите плати со минималната плата треба да биде договор помеѓу социјалните партнери и односно синдикатот и работодавачите, и ќе зависи се од тој договор помеѓу овие партнери.
Се воведе и мерката недела неработен ден. Како засега се спроведува? Мерката недела неработен ден, односно измените во Законот за работни односи, со кој што се регулираше дека недела ќе биде ден за неделен одмор, дава одлични резултати. Најголем дел од работодавачите ја почитуваат мерката, податоците кои што доаѓаат од Државниот инспекторат за труд, кој што е институција која што врши надзор над примената на Законот за работни односи, покажуваат дека најголем дел од работодавачите ја почитуваат мерката, не работат во недела, особено во оние освен во оние дејности кои што се исклучоци во Законот за работни односи, и дека најголем дел од работодавачите го исплаќаат надоместокот од 50% додаток на плата за работа во недела. Значи мерката дава резултати, мал е бројот на оние работодавачи кои што го прекршуваат законот, најголем дел од работодавачите ги почитуваат одредбите од Законот за работни односи. Со новиот оперативен план за 2022 година се предвидува околу 2000 лица да добијат поддршка за отворање на нови бизниси. Колку се следи ефективноста на претходните оперативни планови и колку од бизнисите обстојале? Мерката самовработување, следејќи ги податоците од 2018 до сега, мерката за самовработување дава добар резултат и најголем дел од фирмите кои што се формирани со поддршката од оваа мерка се одржливи до ден денес. Во 2018 година, значи процентот на активност на овие стартапи до сега е 74,2%. Фирмите кои што се формирале во 2019 година се активни, 82,3% од овие фирми се активни и денес. 2020, 2021 некаде високи 99,8% од овие стартапи се активни и денес. Значи, најголем дел од фирмите кои што се формираат воспоставуваат со оваа мерка, со поддршката на Министерството за труд, социјална политика и Агенцијата за вработување, имаат одржливост и до ден денешен се активни на пазарот на труд. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас на поканата и на можноста да ги презентираме политиките на Министерството за труд и социјална политика. Тоа беше само од неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.